Добро, тој е човек кој што ја ниту го знам, ниту го познам, какви се релациите негови со Христијан Мицковски, треба тој да се праша. Како и да е. А Борче Марковски го познавате? Никогаш, ниту сум го сретнал во животот, ниту знам кој е. Поставите го прашањето. Во времето на СДСМ, да, барем според денешните изјави од ВМРО ДПМН е добил голем број на тендери во регбито. Се сложувам, нека се испитаат работите, апсолутно. Ако има криминал да одговара, било кој. А јас Борче Марковски ниту го познавам, ниту некојаш сум комуницирал во животот, а не е лошо прашањето да му го поставите и на премиерот кој ќе дојде тука во студиото. Но да се вратам на ова што ВМРО ДПМН го прави во изминатиот период. Се е лажна кампања, се е клевета, се е обид за дискредитација. Згради во Дубај, Харешџиновиќ, некои недолични изјави од страна на премиерот и ВМРО ДПМН со кои што се што сакаат да направат е само дефокус од главните проблеми и главните прашања на кои што тие немаат одговор. И да се вратам на прашањето. Зошто кажав дека сметам дека раководството на НАТО будно прати што се случува во земјата? Затоа што генералниот секретар Марк Руте во говорот кажа дека е јасно дека Иран се групира заедно со Русија и Кина на друга страна спроти интересите на Соединетите американски држави и НАТО. Тоа го каже генералниот секретар во собранието. Што ќе кажат членовите на владата? Што ќе каже премиерот? Што ќе каже раководството на ВМРО ДПМН? И знам кога секојдневно ние вадиме информации дека има тесни врски со луѓе кои што имаат врска со Русија, не